Татко Небесен, Оче наш кој си на небесата, да се свети името Твое во секое срце, во нашите срца. Ние коленичиме пред Тебе, собрани сме во името на Твојот Син Исус Христос и повикуваме да дојде Твојот дух на љубовта во секое срце. И сите велиме, дојди, Господе Исусе Христе, во моето срце. Дојди и исполни ме со Твојата сила, со Твојата љубов која никогаш не престанува. Да ме родиш во духот, да ми го отвориш умот да го разберам Словото, да ја примам Твојата сила на љубовта. Во водна бања во Словото да ме исчистиш однатре, да го исчистиш моето срце, за да те видам, Господе Исусе Христе, да ми ги отвориш ушите, да го слушам Твојот глас. Ние овде сме согласни и собрани во името Исусово и бараме Ти да не водиш, Ти да ни зборуваш, Ти да ни објасниш, Ти да не допреш и да ни ставиш печат на челото за денот на воскресението. Ние сме сигурни дека Тебе Ти припаѓаме, веруваме во Тебе, го повикуваме името на Твојот Син Исус, да дојдеш и да не водиш, да не родиш во духот, да бидеме синови и ќерки Божји. Согласни сме и велиме од десната страна во силата, се што е од Исус, нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине и да не се враќа повеќе. Во името на Господ Исус Христос велиме, бегај од мене, Сатано, во името Исусово, не враќај се повеќе. Јас му припаѓам на Исуса Христа. Моето срце е дом на Исуса. Во мене живее Исус Христос. Јас сум Син Божји, ќерка Божја. Мојот татко е семокниот Бог. Исус е мојот Господ и Спасител. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Се што е од Тебе нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Тебе да си замине и да не се враќа повеќе. Во името на Господ Исус Христос го врзуваме сатаната и сите негови демони што се фрлени врз било кој од нас и во групата на Вибер. Ги изгонуваме, им забрануваме да се вратат и ја објавуваме победата на Господ Исус Христос во секое срце, во нашите души, во нашите животи. Го објавуваме Царството Божјо кое нема крај. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Согласни сме дека ни е потребна Твојата сила, Твоето исцелување, интервенција во нас, во нашите семејства, во партнерите, во децата, во нивните деца, во семејствата. Ти да владееш, Господе Исусе Христе. Го повикуваме Твоето име, Те љубиме, остануваме во Твојата љубов. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Кратко ќе зборуваме од тоа што е слезено за поука, а потоа ќе влеземе во молитва за ослободување како не води Духот и за крштевање во Духот. Прашањето е дали го познавам Исус? Дали го познавам Исус? Ти ќе речеш да го познавам, сум го видел таму на некоја фреска или на некоја икона. И тој зборува дали го познаваш во срцето. И ние имаме стих на ова кој одговара кога Филип му вели на Исус: покажи ни го Отецот и достани е. А Исус му вели: уште ли не си ме познал, Филипе? И тој збор познал е интересен во македонскиот јазик, бидејќи во Стариот Завет за Адам вели: Адам ја позна Ева, ја позна и придоби два сина, Каин и Авел. Значи да познаеш некого значи да го љубиш не со човечка, со телесна љубов, да го возлюбиш со духовната љубов. Дали си се помирил, дали сум се помирил со Исус и со Отецот Небесен? И тие ќе речат: кога сум скаран? Па видете, ние сме на земјата, нашиот татко е на небесата. Што бараме ние на земјата? Ние имаме податок во Откровение дека сатаната е паднат на земјата, поразен е, бидејќи би побунил, ги излажал 1/3 од ангелите, им рекол: јас сум Господ, ќе се искачам највисоко, не ни треба веќе Господ, и е паднат по поразот од Архангел Михаел, го победил во името на Господ Исус Христос и на Таткото Небесен, и е паднат на земјата. Значи на земјата имаме
паднати суштества и имаме спуштени суштества, ангели. Тоа го гледаме во Евангелие по Јован, кај што вели: ете, јас го праќам мојот ангел пред тебе, зборува за Јован. Значи, тој е пратен ангел. Сите други што сме на земјата, паѓаме на таа падната природа. Значи, си паднал на земјата, имаш малку време, како што вели, на милост, да повикаш кон Исус, да го познаеш, да побараш сила и да се промениш, да се родиш во љубовта. Сега, каде, дали си застанал пред Исус? Тоа е добро прашање. Треба да застанеш пред Исус и ние почнаме како не води Духот. На последните средби ги носиме луѓето да застанат кога не води Духот, во принцип да повика кон Исус од срце. Каде да застанам во умот, например, мислиш само во умот, да, застанат сум во црква, во некоја градба или кај некој сотрудник. Дали само мислиш дека си во Исус и при првиот проблем, значи првата прилика, првото искушение, бегаш назад во светот, бараш спас од светот, се поклонуваш на светот и на се и се што. Иден вчера гледав една емисија, се поклонира на папата. Цел свет скоро. Па тоа е тоа што го пишува, само на Господ Исус Христос му се поклонува. Тоа е идолопоклонство и тоа гледате како тоа е подметнато, кому му се поклонувам јас. Значи, кој ми е пред Исус? Кому му служам? Дали ќе го оставам Исус за нешто што ми е важно во светот? И сега, како се застанува? Како да застанам? Каде е Исус? Тоа се прашања. Каде да го најдам Исус? Ние го гледаме насликан таму, но покрај неговата слика има уште илјадници други, секој ден по тројца има насликани. Така ја засенуваат неговата слава. Значи, каде да го најдам? И еве еден стих, вратата, пазите што вели, вратата кон небото е тесна. Тесен е патот што води кон животот, нели? Затоа трудете се да влезете низ неа. Ти мораш во срцето да сакаш да го најдеш Исус, да го познаеш, да го повикаш, кога ќе дојде ситуацијата Лука 13:24. Инаку ти застануваш пред телесни луѓе, ти раскажуваат некои истории, некои стихови, некои обреди, значи како што вели во еден дел во Новиот Завет, телесните обреди ништо не значат, се што е надворешно. Зборува за внатрешно обрезание во срцето. Дури и капење, јадење, нејадење, тоа се надворешни обреди. Значи зборува за внатрешно обрезание, внатрешно да го примиш Духот во срцето, од внатре да се промениш и да се искапеш. Значи како да застанам пред Исус, и ние го имаме тоа, паѓаат луѓето на колена или паѓаат на земјата со лицето спростено на земјата, нели ничкум како што велиме, да му се покориш, да му се ветиш, да му се дадеш во, ние ќе го видиме тој процес, да му ја промениш својата собственост од себе собственик, да му ја вратиш собственоста на Исус, бидејќи ти ништо и немаш, телото ти е од земја, во духот ти е вдахнат во душата и си станал жива душа. Значи да се понизиш, во Јаков го имаме тоа, понизете се на Господа и тој ќе ве подигне, значи да те подигне тој во духот. Во духот мораш да се родиш. Врската со Исус е духовна, не е телесна. И потешко е за разбирање ако не го сеќаваш тоа присуство на духот, нели ние пееме и сеќаваме дека доаѓа некој олеснување. Доаѓа сила, не пања и од надвор и од внатре, извесен период не држи тоа, додека не се распламти нашиот внатрешен дух, кој е како само пламенче, самиот живот, тоа гори, или како на мало пламенче на кандилце, но тоа треба да се распламти, да те осветли однатре и да сакаш да работиш за Исус, да ја примиш силата. Значи, се додека не се запали тој пламен духовен внатре, мораш да доаѓаш некој да го разгорува, да го примаш духот на средбите. Значи, да умреш ти стариот, значи да се оставиш тој претходниот човек, да не го сакаш стариот начин. Најчесто луѓето ќе дојдат до една ситуација, таму е вратата и му викаш, енеа вратата, таму е Исус, тој тука стои 3 чекора и се враќа назад во светот, ама чекај дали, зошто, да дзирнам, да видам, не сум јас за овде и се враќа назад. И тој вели, со срцето да разбереш. Со срцето да разбереш и во Стариот Завет и во Новиот, да се покаеш со срцето да разбереш, да бидеш исцелен. Значи, што те исцелува? Тоа те исцелува љубовта на Исус, кога ќе го познаеш
кога ќе го љубиш и на пример сега зборувавме за напади во сон, Исусе, 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 Исусе повторуваш, ќе го снема тоа ако не е од Исус. Ако е од Исус, немаш страв, ќе речеш Исусе, не сакам да сонувам, да го гледам тој демонски свет. Јас му припаѓам на Исус Христос и тераш натаму. Значи да простиш, понатаму се процесите, да застанеш пред Исус, вистински да му се предадеш. Луѓето само во умот мислат да во Исус сум, а си живее по старо. Значи вистински да ја промени сопственоста, да простиш секому. Значи доаѓаме до тој момент, на едно место вели да простите за молитвата да биде услишена, секако ако ти простиш и тебе ти се простува, простете и ќе ви биде простено. Луѓето го читаат тоа, но не го разбираат. Ако го разбереш, веднаш ќе почнеш да простуваш, затоа што и тебе ќе ти биде простено, простувајќи на другите, простуваш на себе си, посебно на луѓе што се на умирање или се болни. Треба да им простиш веднаш, бидејќи што ќе врзете на земјата, ако се врзани не му простиш и замине, тој од физичкиот свет, од телесниот, врзаноста со него и тебе ти останува. Веднаш треба да го одврзеш. Јас му простувам, прости му Исусе, не знае што прави, да се одврзеш, се што ќе врзете непростување, осудување, непокајување, врзан си ти се уште во прангите на сатаната. На едно место вели, не знам дали е во овој текст, јас доаѓам да те ослободам, му вели духот на Мојсе. Сега ќе дојдеме до тоа. Значи да простиш, да не осудуваш, тоа е целиот проблем, да се покаеш за гревовите, го повторуваме, ова често е важно, оти тоа е континуиран процес кој не сопира, се покајувам на предците и да ја извршуваш неговата волја. Тука доаѓа моментот на силата, неговата волја да ја извршуваш, да се дадеш, да бидеш негов ученик, тој да те учи, да те обликува. Еве годиме сега повторно Лука 13:24, ве уверувам, ни вели Таткото Небесен, дека мнозина ќе сакаат да влезат во Царството Божјо, пазете, тоа е целата суштина, но нема да можат. Луѓето само со умот мислат. Исус е вратата, тој е порта за влез и излез, мораш да го познаеш и да живее во твоето срце. Не можеш овој свет да го напуштиш, сакам да кажам гревовен физички свет кој се трансформира во материја и поминува низ оган, како златото што се чисти низ оган, и пак ќе треба да има ново небо и нова земја. Само преку Исус се излегува ако му дозволиш да живее во твоето срце. Значи Исус е порта за влез и излез, излез од телесниот свет, влез во духовниот свет, излез од паднатиот свет, влез во Царството Божјо. Дали застанувам пред таа врата? Дали сакам да влезам? Тоа е битен момент. Пазете се, Исус му вели, еве го тој стих, Дела 7:33, ангел му доаѓа на Мојсе и му вели, собуи ги сандалите, зашто стоиш на свето место. Гледа една капина, во друг превод вели грмушка како гори и не изгорува. Значи стоиш на свето место. Треба да ги собуеш сандалите. Зошто е битен тој момент? Ние имаме кога Исус им ги мие нозете на апостолите и им дава нови обувки. Тоа е во оружјето во Ефесијаните, кај што вели обувките на Евангелието на мирот, ќе ти даде нови обувки, да не одиш во калта и во двојницата, да врвиш по тесната патека. Значи ангелот му вели од запалената грмушка со Божиот глас на Мојсей, па еве го тој стих, значи истото после му вика, еве доаѓам да те ослободам. Значи тој треба да дојде да те ослободи од што? Од болки, болести, страдања, од напади од демонскиот свет, да примиш сила, да ја завземеш вистинската страна. Твојата вистинска природа е духовна. Ти си дух кој е слезен на земјата во тело затворен. И кој ќе го разбереме тоа, никој нема да сака повеќе да седи на земјата. Луѓето спротивно прават за инат. Тој сака млад да биде на земјата, да ужива на земјата, а веќе знае дека сите сме биле на погреб по извесен период, телото се враќа во земја, душата со духот оди кај оној што ја дал, кој ја дал Таткото Небесен и Исус Христос. Еве доаѓам да те ослободам. Дела 7:34, дали ги собув сандалите стари и стојам на тоа свето место, пред него стојам. Потоа го имаме во оружјето појас на вистината, да се врзам за Исус, да се фатам и да не се пуштам. Било што ме напаѓа во сон, Исусе, Исусе, бега од мене сатано, Исусе, Исусе, и колку повеќе ќе викаш,
толку повеќе верата и пламенот на духот ќе се распали во твоето срце внатрешно и ти нема да се плашиш, ќе примиш сила. Значи, дали останувам да стојам на тоа свето место? Свето место сме Исус, тој не повикува на осветување, вели на едно место, бидете свети, оти јас сум свет. Ние мора да се изчистиме од калта. Дали му дозволувам, како што вели во Тимотеј, да ме направи силен? Исусе, дојди во моето срце да бидам силен. Дали му ги предавам клучевите од моето срце? Дали се уште стојам само пред портата, ја гледам и не влегувам најчесто? Него таму е Исус, тој го гледа оддалеку и не мрднува. 2 чекора треба да направи да дојде, не ги прави тие. Не може никој да ги направи место некого. Ние не можеме да ги тепаме. Ние им покажуваме него Исус таму е на 3 метра. Ти стоиш и се враќаш назад или дзиркаш, се враќаш, ама чекај, се двоумиш и не влегуваш натре. И сега имаме друг стих, вика, домакинот ја затвара вратата, а вие ако останете надвор пред вратата и тропате и викате, Господе, отвори ни, Лука 13:25, тогаш сум вон Исус, вратата ќе се затвори. Секој има време на милост. Добиваш извесен период, не се поправаш, продолжуваш да грешиш, се скратува твојот живот, одиш во земја, да не грешиш уште повеќе, и тие ќе викате пред вратата, Господи, отвори ни, Лука 13:25, мнозина викаат, и сега или си вон вратата, стоиш надвор, а тој им вели, не ве познавам. Не ве познавам. Значи, ако не си го познал Исус, не го познаваш. Да го познаеш, значи да го љубиш, да му дозволиш да живее во твоето срце. Не ве познавам, кои сте и откаде сте. И тие ќе му речат, со тебе јадевме и пиевме, си одел во некоја црква, си служал некои правила, си јадал, си пиел телесно, или си правил некои обреди, ама Исус не бил во твоето срце. Лука 13:26. Зборува за духовна јадење и пиење. Те слушавме како подучуваш, го слушаш некаде, а не го применуваш. Го имаме тој стих кај фарисеите, тие зборуваат како треба, а не извршуваат. Значи, по делата ќе ги познаеме. Значи, а Исус им вели, не знам кои сте и откаде сте, бегајте од мене, вие што вршевте зло. Што значи да вршиш зло? Значи, кој што не прави добро, а знае да прави, врши зло. Ако ви студи, исклучете го ако многодува. Значи, тој што знае да прави добро, значи што тоа знаеш дека има Исус, ама си вршиш по стариот начин. Значи, тој е тој што им вика, бегајте од мене, вие што вршевте зло, Лука 13:27, постапуваш телесно, своеволно, по стариот начин, старата природа, си постапуваш по светот, како што прават сите други луѓе, а не по Исус, си постапуваш по својата волја, не по неговата волја, а Исус им вели, а вие ќе останете избркани надвор. Значи, тие што постапуваат по стариот начин, ќе има многу кои ќе седнат на трпезата во Царството Божјо, од секаде, 13:29, некои што овде се презрени, им се подсмеваат, горе ќе бидат почитувани, некои што овде во светот се почитувани, горе ќе бидат презрени, 13:20. Дали вистински се поклонив пред Исус? Дали го познав? Во дух му се поклонувам и вистина. Дали го соблеков стариот човек, стариот начин и се облекувам во љубовта Исусова? Или само сум слушнал за Исус, пазете го овој момент, од некој сотрудник на телевизија, се помолил малку, ме искапал, ми тргнало малку на добро и сум се вратил во светот, во калта, по извесен период, повторно ќе има материализација. Значи, болеста е материализација на гревот, непокајан грев. Дали извршувам сатански телесни дејства, телесни постапки, по ликот на земниот човек, во духот на овој свет, или му дозволувам Исус да се насели во мене, да ме преплави духот Исусов, да го славам Исуса, да му се поклонам само нему, нели, на Исус Христос. Дали велам, татко, го љубам твојот син, ја извршувам неговата волја. И сега вели вака, вратата на небото е тесна. Пак се враќаме на тој стих. Затоа трудете се да влезете низ неа. Треба да го сакаш тоа, да го засакаш Исус, да засакаш да се промениш. Доволно гледаш дека светот не е во ред, дека луѓето немаат љубов, дека
лажат, крадат, татко налагат, а нивниот татко е ѓаволот, како што вели Исус на израелците. Останува мало стадо. Дали вистински сакам да се понизам, да се вратам во Исусовото водство, во љубовта на Отецот? Прашање е тоа важно. Дали имам сила да останам на тоа свето место, да се родам, да се преобразам од син човечки во син Божји, од ќерка човечка во ќерка Божја? Дали му дозволувам на Исус да дојде во моето срце? И ние ќе го направиме сега тој процес, ќе влеземе со песна, па еден по еден ќе направиме како не води духот, онде можеме да фатиме. Ќе влеземе со песна, вистински да дојде Исус во нашите срца, да го повикаме. Да го покажеме тој процес, што значи не е само зборување, не е само постапка, туку е вистински процес да го отворам срцето и да го повикам Исус, да се ветам, а оттаму понатаму останува секој самиот да донесе одлука, зашто односот со Исус е личен. Слушате за Исус, дали ќе останете, дали ќе продолжите, например, со Него, е важен момент, или ќе се вратите во светот. Битно е тоа, значи, дали срцето ми е право. Царството Божие е внатре во мене, 59. А може и Господе пастир мој. Кој број е тоа? Значи, дали срцето ми е право, дали со сето срце сакам. Дали сакам со сето срце да му предадам се. 55. Тоа е важно, секој треба да го постави. Дали го познавам Исусот, го заљубувам и останувам во Него. Слава ти Господи Исусе Христе. Слава ти Господи Исусе Христе, што и сам. Господе пастир. Е пастир мој, ништо не ми недостасува. Он ме пасе на плодни пасишта, на тивки води ме води. Ја крепи душата моја, по пат на правда тој ме води. Заради името Твое, Татко мој, те љубам, Исусе. Не се плашам од зло, ти си со мене, Често спокој ми дава, жива вода од тробата. Не се плашам од зло, ти си со мене, мили Исусе, кој често спокој ми дава, жива вода од тробата. Со блаженство ме напои, милоста ме придружува во сите дни на животот, во домот Татков престојувам многу дни, многу дни. Не се плашам од зло, ти си со мене, мили Исусе, кој често спокој ми дава, жива вода од тробата. Не се плашам од зло, ти си со мене, мили Исусе, кој често спокој ми дава, жива вода